Само 19% од граѓаните во земјава во март годинава одговориле дека му веруваат на судскиот систем. Другите, 75%, рекле дека не му веруваат, а 6% не знаат дали да им веруваат на судовите или не. Ова се резултатите од испитувањето на јавното мислење на Евробарометар. Во овие проценти најверојатно влегуваат и нашите соговорници кои незадоволни од одлуките на домашните судови. Правдата ја бараат во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Искра Мијалковска-Ефтимова смета дека судовите во земјава не ја заштитиле од незаконскиот отказ од работното место во време кога таа била во рана бременост. Незината тужба за повреда на Законот за спречување и заштита од дискриминација и на Законот за работните односи била одбиена со образложение дека и завршил договорот за вработување, иако, како што тврди таа, од работа била одјавена 10 дена пред истекот на договорот. По одбивање на тужбата од страна на Основниот суд, поднесовме жалба до Апелациониот суд, кој што исто така ја донесе истата одлука, дека нема основ за дискриминација. Меѓутоа, самото тоа што јас како граѓанин, како мајка, како жена пред се почувствував несигурно, незаштитено и едноставно недоволно ислушана, сметав дека треба да го превземам и тој чекор, значи да се обратам до Судот за човекови права во Страсбур, од каде што се надевам дека ќе добиам позитивен одговор, односно нели надежта последна умира, вреди да се бориме за правдата и едноставно сметам дека мојот пример, затоа сум и тука, треба да ги охрабри и поттикне сите оние кои што исто така се почувствувале несигурни во системот во Република Македонија. Мијалковска-Ефтимова додава дека имала среќа што за незината постапка добила бесплатна правна помош од Македонското здружение на млади правници. Според незината адвокатка, случајот на Искра не е единствен и преку него се отсликуваат слабостите на судскиот систем во земјава. Сега овој случај е специфичен бидејќи во текот на домашната постапка пред домашните судови се занимаваме со докажување на дискриминацијата, меѓутоа судовите во нашата држава ниту првостепениот, ниту второстепениот суд не го земаа во предвид докажувањето кое што треба да падне на товар на страна на тужената страна, туку својата пресуда ја заснуваше на аргументи кои што не беа докажани со конкретни изведени докази предложени од страна на тужениот. Од таа причина во апликацијата која што ја поднесовме пред Европскиот суд за човекови права се осврнавме на повреда на членот 6 став 1 кој што се однесува на правично судење пред независен и непристрасен суд, кој што и членот 14 за забрана за дискриминација, кој што се однесуваат фактички на неправилната примена на законите во домашното судство, односно изведувањето на доказите и целата постапка која што се водеше во домашните судови беше секој пат на страна на тужениот, односно ниту во еден момент не се изведоа доказите кои што беа предлагани од страна на тужителката. Жалбата до Страсбур Мијалковска-Ефтимова против Република Македонија не е очигледно недопуштена, што прави известно дека ќе биде доставена на одговор до државата. До овој момент судот се нема обратено за одговор од државава, потврдуваат од Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Осман Љоки пак и неговиот адвокат Благоја Пандовски ја пишуваат апликацијата до Европскиот суд за човекови права. Пред домашните судови, Љоки ја изгуби битката за докажување дека незаконски било отпуштен од работа, иако првостепениот суд еднаш ја прифатил неговата тужба и пресудил во негова корист. При повторното судење, тужбата била целосно одбиена. Верував до кога веќе имавме надеж дека оваа власт ќе смени нешто во судството. Меѓутоа, мислам дека не верувам ни сега заради тоа, бидејќи веќе сум одбиен и од основен, и од апелација, и од Врховен суд, и веќе тука се завршија сите правни постапки, да имам надеж тука, значи воопшто немам надеж, и судиите истите остануваат. Значи тоа се цела армија на судии што за жал не се суди за правда, туку за неправда. Станува збор за две одлуки за отказ, од кои само едната, според адвокатот, произвела правно дејство. Значи со ваквото постапување на националните судови, да ги наречеме во терминологија која користи судот во Страсбур, практично на
апликантот му се оневозможува правото да го заштити, да ги оствари своите граѓански права во случајов да заштити право кое му е гарантирано со Законот за работни односи. Во оваа смисла, него му е повредено правото на правично судење во смисла на член 6 од Европската конвенција, бидејќи истиот практично не може да го заштити своето право, значи да побива одлука од работен однос со која што е одјавен од Агенција за вработување. Македонија е обврзана да ги извршува пресудите од Страсбур, а судовите да ја применуваат неговата пракса или да ја повторат постапката, доколку тоа го налага Европскиот суд за човекови права. Од 2011 година до сега поднесени се вкупно 724 апликации против Македонија за правично обештетување на македонските граѓани кои тужеле во Страсбур. Од домашниот буџет годинава им биле исплатени 87.000 евра. Според видот предмети за кои граѓаните се жалат во Страсбур, најбројни се повредите на правото на живот и заштита од тортура, пристапот до правда и ефикасно функционирање на правдата и слободата на изразување, постапка која новинарите од земјава ја добија за собраниските настани од 24 декември 2012 година. И Мјалковска, Евтимова и Љоки се надеваат дека и тие ќе ја добијат правдата во Страсбур.